Поштовани гледачи, тоа е новиот лик или новата динамика на отвореното студио. Од вечера со Правда и неправда со Гордана Дувњак стартува и проектот кој вклучува наши авторски емисии и продолжување на политичките и економските дебати. Во изминативе 8 часови во ова студио го претресовме од глава до пета големиот патриот и веројатно најголемиот, ајде да не употребам друг збор, освен лицемер Никола Груевски, кој избега, оставајќи ги својата сопруга и децата во Скопје, избега во Будимпешта. Ми се чини дека Гордана таман на време доаѓа специјалната обвинителка Гордана Катица Јанева, која, меѓу другото, беше посочена дека не побарала притвор за Никола Груевски, особено за дела за кои има многу потешки сомневања и за финансиски, и за политички, и за сите други криминали кои така наречената врхушка на претходната власт ги има сторено. Се надевам дека Јанева ќе биде добар соговорник. Се надевам јас, Чумовски, бидејќи во втората сезона, а првата епизода на Правда и неправда го имаме вистинскиот човек на вистинско место, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Господјо Јанева, повелете. Добро дојдовте во студијето на Еден ТВ. Ова е вашата позиција. Но пред да го почнеме разговорот, јас предлагам да видиме еден видео материјал што го подготвивме. Отвори! 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 Истражителот се заминува со нас. За 15 минути сме известен дека ќе дојде командирот на станицата. Можете да го прашите зошто е приведен, зошто е задржан и колку време и колку законски е задржан. Нашиот истражител, да видовме дека е неосновано задржан, ништо не е доставено писмено на увид на нас обвинителите по однос на нашиот истражител, затоа треба да ја прашате и полицијата. Инаку истражителот заминува кај нас во нашите простори и ќе бидеме во контакт и можете во секое време да прашувате за него, откако ќе земете изјава од командирот кој го води случај. Како и изминатите 2 дена, останувам на се што сум кажала до сега и немам намера да воопшто да одговарам на прашања што веќе сум ги одговорила. Последно не доаѓам веќе, освен на пленарна не доаѓам. И сега ќе си одам. Од моите родители уште не сум наследила ништо. Значи, мојот имот уште ќе се зголемува. Али на сметка на моите родители и на мојата работа на овие 10 прсти. Не би сакала да мојот кредибилитет и на моите колеги да биде во прашање ако не ја завршиме оваа задача. Отвори! Кој да ти се јави? Отвори! Отвори! Ленче! Но пасаран. Отвори! Отвори! Се враќаме назад. Како сте, господи Јанов? Добра, пријатно се очувствувам во вашето студио. Денеска бурен ден беше. Да. Екс-премиерот Никола Груевски добивме потврда и од МНР и од МВР дека веќе избегал во странство и
политички азил во Будимпешта. Кажете ми, каде за таа институциите? Кој е виновен? За тоа што еден од обвинетите и осудените во предметите на СЈО веќе не е во земјава. Па мислам дека институциите се трудат да ја извршат својата задача професионално. Како прво да кажам за институцијата која ја водам. Специјалното јавно обвинителство побара притвор согласно до тогашната пракса и сегашна на судот за високо коруптивни случаи кога се работи да побара притвор, а тоа се случи уште на 12.2.2016 година од страна на специјалното обвинителство кога ја отвори првата истрагата Титаник за изборните нерегуларности. Од страна на Основниот суд Скопје 1 беше одбиено нашето барање. Ние поднесовме жалба која исто така не беше одбиена. Немаше ни определено ни мерки. Да, потоа со подигањето на обвиненијата, меѓу кои е Титаник, едно против обвинетиот Никола Груевски на 30 јули 2017 година, побаравме исто така притвор во предметот Титаник против обвинетиот тогаш и сега Никола Груевски, и за него од страна на Кривичниот совет беа определени само мерки за предпазливост, односно јавување на обвинетиот еднаш неделно во судот во Скопје и одземање на пасошот. Министерот за полиција Оливер Спасовски денеска вината ја префрли на судот. На ова експресно одговори председателот на Кривичниот суд Џолев, кој што тврди дека вината е во обвинителството. Зошто не побаравте притвор за Груевски, кога истото го сторивте за Ѓоко Поповски, кој што исто така беше осуден во истиот предмет Тенк? Обвинетиот Груевски, против кој се водат 4 постапки, до минатиот четврток, кога беше присутен во државата, на територијата на Република Македонија, воопшто не одаваше некои настапи дека нема да се јави на суд и зашто би побарале ние да дајдеме плюс причина зашто би побарале ние да биде ставен во притвор. Тој се однесуваше како слободен граѓанин, се одеше на работа како пратеник во Собранието на Република Македонија, се јавуваше на сите покани, на рочиштата закажани по разните предмети кај што беше осуден, така да ние сметавме дека нема потреба во овој момент да побараме построга мерка на обезбедување. Иако во иднина, да бидам искрена, сметавме дека со новите истраги кои ќе ги отвараме, бидејќи се зголемуваше бројот против обвинетиот, сега осуден и обвинет и осомничен господинот Никола Груевски, дека ќе побараме повторно да ја преиспита одлуката со судот во однос на неговото присуство. Никакви назнаки дека може да се случи едно вакво сценарио? И чувствувате ли одговорност, зашто сепак ова е лош знак за државата во целина? Дека не може да ги обезбеди своите обвинети и осудени? Ако некој побара, кога некој притвор за Груевски, Никола Груевски, во моментот кога некои луѓе не можа ни името да му го спомнат, тоа беше специјалното јавно обвинителство. Да не се ја префрламе сега вината едни на други, мислам дека ние во рамките на законот ги искористивме сите моменти и сите можности и предлози пред судот да го биде во притвор обвинетиот. Како ова ќе влие на другите предмети, бидејќи тој е обвинет уште во 4 други постапки? Дали ќе барате раздвојување на постапките? Сигурно тоа за предвидено таков институт согласно законот за такви случаеви, а се надевам дека и бргу
по дипломатски пат господинот Груевски ќе биде вратен назад и тогаш мислам дека Вечерва е веќе побарана да, меѓународна меѓународна потерница и мислам Очекувате ли дека дека ќе го екстрадираат? очекувам, да, како што очекувам и за другите да бидејќи сите сме подписници на тие меѓународни договори да за екстрадиција на лица за кои се води постапка во матичните држави, така да мислам дека и тоа може да се очекува во најбрз можен рок. Дали во меѓувреме треба да се очекува на Груевски да му се суди во отсутство? Сигурно ќе му се суди, ние бараме исто така и порано и сега и јас и во оваа прилика ќе кажам дека бараме поинтензивно судење на нашите предмети. И судот еве се труди да закаже повеќе рочишта по нашите предмети, но мисламе и дека ова нема да го поремети самото тек на судење на сите предмети. Во моментот во судска постапка се 20 на предмети, што ги води специјалното јавно обвинителство, од кои има, поправете ме ако грешам, една правосилна пресуда, втората е за 300 и еден предмет со првостепена пресуда за труст. Да. Колку оваа ситуација им ја отежна состојбата на останатите обвинети, како и на тие што се други во најава со проширување на истраги, бидејќи во серија имаме неколку случаи за бегство. И колку тоа ќе биде клучен аргумент за да барате и добивате притвор од судот? Мислам дека специјалното јавно обвинителство докажа дека сите аргументи во однос на одредени личности поединечно ги пласираат пред судот и сакаат од судот непристрасно и независно да одлучи за секој обвинет, согласно препораките на судот во Страсбур за човекови права, бидејќи знаете дека и таму имаме многу одлуки каде што притворот незаконски е определен. И затоа сметаме дека судот треба да ги почитува сите барања наши, не мора секој пат да удоволува на нашите барања, но сепак независно, непристрасно и во функција на предметите да донесе одлука вистинска за по однос на секој обвинет за секој осомничен за кој ќе побараме мерка. Ние не би сакале да влијаеме на судот на начин што би го притискале на било кој начин, туку со аргументи настапуваме секој пат и сакаме истите да бидат ценети од страна на судот. Колку сте срекни како шеф на специјалното обвинителство тоа што првата правосилна пресуда е токму за Тенк, за едно релативно полесно кривично дело за кое што е одредена 2-годишна казна, за предмет за кој што постои сомневање во јавноста дека има проблеми околу застареноста и за кој што се тврди дека нема директна штета, бидејќи возилото е се уште во собственост на државата, се користи кога доаѓаат високи странски гости, што значи во функција. И можеби и затоа и не побаравте вие надомесна штета во овој предмет. Законот е јасен во делот на надоместот на штетата по овој предмет, а не е неколку помалку важен од сите предмети кои ги води специјалното јавно обвинителство. Предметот Тенк еве во судската се пресуди прв, не беше можеби наша избор да биде тој прв, но познавајќи ги приликите во судството и како секој предмет се суди, очекувано беше дека еден полесен предмет ќе се за еден полесен предмет ќе се добие пресуда. Но некако фокусот на јавноста е на без намера да подценувам некои предмети, меѓутоа да се дојде до вистината околу тоа кој прислушуваше во државата и за изборните манипулации. А и двата предмета се некако вратени на почеток и тешко оди нивното процесуирање. Па, мислам дека не е така.
веќе во Титаник предметот напредно се слушаат прислушкуваните разговори, кои се многу. По проекција на специјалното јавно обвинителство, наша проекција, што си ја правиме ние внатрешно на колегиуми, знаеме дека по ритмот како е закажан предмет, дека до нова година ќе се слушаат само прислушкувани разговори. Потоа ќе се премине на материјални докази и сведоци и дека еден таков комплексен случај мора да секако трае подолго време. Велите правите проценки во специјалното јавно обвинителство. Кога очекувате наредна судска присуда за кој предмет? Каде сте најблиску до присуда? И колку сметате дека доказите се доволни за да се потврдат сите ваши обвиненија во целост? Ке почнем од последното, значи секој пат го потенцирам тоа дека специјалното јавно обвинителство, кога поднесува обвинение, секој пат располага со доволен број докази за осудителна пресуда. Секој пат. Во сите случаи, сите обвиненија, а и за истрагите, прагот на докажливоста на истрагата е околу 80%. Проценка за кој предмет ќе биде следен со пресуда се најверојатно предметите за кои има помалку лица обвинети. Се надеваме дека тоа ќе биде ТНТ, потоа ќе биде Сончев град или Топлик. Титаник 3, до Титаник предметите 2. во кои е обвинет Груевски? За предметите каде што е обвинет Груевски и ТНТ, исто тој предмет. За Космос, да, за тоа како е урнат објектот Космос. Тука мислам дека исто така можеме да очекуваме до нова година пресуда, а и другите предмети, мислам, само ќе останат после нова година, овие покомплексните, а тоа е прислушкувањето и Титаник. Рековте дека очекувате екстрадиција на Груевски. Меѓутоа, тој побара политички азил во Унгарија. Па тој не е додека политичен. трае постапката за азил, обично екстрадициите се одложуваат. Па секој пат е така, таа процедура мора да оди, но мислам дека јасно дека господинот Груевски не е политичар. Тој не е на висока функција, тој слободно се движеше низ Република Македонија, дури и комуницираше со новинари, со сите институции на нормален начин. Велите не е политичар, тој можеби не е политичар на функција, меѓутоа се уште е почесен председател на политичка партија, што значи па е тоа не политичар. значи дека е политичар. Очекувате ли Европа да изврши притисок на Унгарија во овој дел, со оглед на тоа што Македонија претендира да тргне по патот на Европа и во јуни еден од условите за да се отпочнат преговори со Македонија за Европска унија се токму случаите за корупција, како и завршени истраги за висок криминал. Да. Јас се надевам дека Европа ќе изврши притисок. За исто така би сакала и досега се надевав дека ќе извршат притисок да се естрадираат и лицата од Грција, кои се обвинети, тоа се Горан Груевски и Никола Бошковски во предметот Таргет Тврдина. И исто така се надевам дека ќе бидат естрадирани и лицата за Монструм, кои се обвинети, а не се присутни во текот на судењето, на второто судење. Исто сега еве се случува и дека Никола Груевски. Што ги темилите овие ваши очекувања со оглед на тоа што многу споро одат овие постапки и барем до сега од грчка страна имавме негативен одговор? Мислам дека негативниот одговор е во однос на тоа беше затоа што беа доведени во заблуда
грчките органи дека во меѓувреме е донесена помилување од страна претседателот на Република Македонија за тие лица, што не е точно. Мислам дека Министерството за правда веќе испрати нова замолница во Грција и се надеваме дека истите лица ќе бидат брзо екстрадирани. Јас тука би го заокружила овој дел, бидејќи не очекуваат многу прашања. Денеска, некако овие 2-3 дена во фокусот беше Никола Груевски и неговото бегство. Меѓутоа се случи еден друг многу крупен случај, случајот кој што го нарековте империја. Денес побарањето на адвокатите на осомничените во империја одлучуваше кривичниот совет, одлуката на судијата за претходна постапка за притворот. Каква одлука очекувате? Очекуваме дека ќе се потврди одлуката на судијата за претходна постапка и дека осомничените ќе останат во притвор. Се должи на вашите аргументи или пак промена на однесувањето на кривичниот суд, за кој што е забележливо дека во последно време е повеќе излегува во пресрет на вашите бавења? Јас не би рекла така, аргументите се на наша страна во предметот империја. Вие тврдевте и порано дека имате аргументи, меѓутоа во тоа време се жалевте на обструкција од кривичниот суд. Точно, се жалевме и се потрудевме повеќе да бидеме убедителни со аргументи и тогаш и сега. Во овој случај, посебен е овој случај, имаме многу аргументи, а најмногу се во делот на тоа што овие лица кои се притворени и кои би ми е определен од страна на суди за претходна постапка притвор од 30 дена, од доказите кои се приложени, произлегува дека може да го повторат делото и дека може да влијаат на сведоците кои ќе бидат сослушани во текот на истрагата и има и опасност од бегство, бидејќи имаат и имот во странство. Во на ваша постполноќна изјава за медиумите, рековте дека сте презеле повеќе предмети, чинам 10, и сте воспоставиле надлежност во изминативе 5-6 месеци. Можете ли овој дел да го појасните? Во која фаза беа преземени? Колку беше сработено? И што тоа ќе значи во однос на роковите? Бидејќи се знае дека рокот од 18 месеци што своевремено го имавте за предметите од СЈ истече. Можам да кажам дека беа превземени како прво од организиран криминал. Во пролетта оваа година повеќе предмети, мислам 3 предмети, кои се водеа таму и за кои беше донесена, мислам, беа во резолуција за непревземени гонење. Потоа беа превземени од исто така пролетта 2 предмета од Основното јавно обвинителство Скопје, во кој беше отврлена пријавата бидејќи нема докази дека ги сториле кривичните дела. И последната предмет Рог беше превземан во фаза на истражување од Основното обвинителство во Битола. И за сите тие беше воспоставена надлежност и мислам дека од септември некаде, не успеав да ја утврдам која дата, може да се каже дека трае воспоставената надлежност во кој 18 месеци ние треба да ја завршиме. Да појасниме, да бидеме попрецизни. Значи во наредните 18 месеци треба да ја завршиме истрагата. Доколку нема притвор. Ако е како што е, имаме притвор во моментот за 5 осомничени, истрагата треба да ја завршиме во рок од 6 месеци, доколку мислиме да подигнеме обвинение. Колку во овој момент имате докази за овој случај? Па имаме многу докази во однос на трансакциите. Оваа предистрага се траеше околу 9 месеци. Тоа е интересно да се каже. Како успеавте да ја држите во тајност оваа акција и, народски кажано, да не ви се пробие? Бидејќи сепак станува збор за мочни луѓе, прво осомничениот, еден од
ако не и најбогат македонец според Forbes во 2016 година, за кој што своевремено токму сегашната опозициона владеачка партија на една од своите прес конференции кажа дека ја држи во заложништво целата економија во Македонија. Дојдовте ли вие до такви сознанија во предистражната постапка и сега истрагата? На ова јавно излагање, прво, не е точно дека не знаја лицата кои се сега во притвор, дека не се води предистрага за нив. За цело време знаеја дека се води за нив предистрага, бидејќи од нивните фирми, од нивните сметководства беа побарани повеќе документи. Имаше ли обид да се обструира истрага? Имаше разни притисоци. Директни или индиректни? И повеќето беа директни, повеќето беа упатени кон мене и кон обвинителката која го водеше случајот. И затоа во еден момент проценив јас дека тој предмет треба да биде воден на еден конспиративен начин од една група на обвинители и истражители. Колку е точно дека и никои обвинители не знаеле? Никој не знаеше. Само јас и обвинителката Лиле знаевме дека се земени тој ден наредби за приведување од страна на судот и дека вечерта ќе има акција за приведување, за претрес и приведување. Од расположивите податоци во јавноста и од она што беше кажано, рековте дека е извршен претрес во 12 фирми и дека осомничените 4 месеци биле под ПИМ мерки. Да. Во ПИМ мерките се докажа дека истите лица, и тоа беше најголемиот аргумент пред судот, пред судијата за претходна постапка, дека истите овие лица продолжиле со незаконските трансакции и како еден вид трет дел од оваа истрага ќе бидат предмет на докажување во текот на истрагата. Значи, оваа истрага е поделена на 3 дела. Првиот дел е од 2002 до 2005, вториот дел од 2009 до 2011 и третиот дел од 2013 до 2018, во која се знае, се организирале лицата кои се осомничени. Да, она што паѓа во очи е дека кривичните дела за кои што им се ставаат на товар се од различни глави на кривичниот законник и многу различни по својата содржина, од злосторничко здружување, измама, па пирење пари, па дури и до оштетување и повластување на доверители. На кој начин ќе успеете да ги поврзете тие кривични дела и да докажете дека сите тие делувале како злосторничко здружување? Па во првиот дел предмет на истрага се действија на осомничените Јордан Камчев, Кристина Камчева, Радка Куновска, Зорица Арсовска и Ненад Јосифовик од месец април 2002 до 2006, дека преку правните лица, собственост на овие лица, да појасниме за тие што не знаат. Да. Мајката на Камчев на Радка Куновска на Јордан Камчев и сестрата на Кристина Камчева. Зорица Арсова е член на управниот одбор. Така. Исто така и Ненад Јосифовик е член на управниот одбор на Орка Холдинг, и тие лица во текот на 2002 до 2006 преку правните лица Орка Спорт, Орка Текстил, Крива Текст Джерома и Орка Холдинг АД, а во вториот дел предмет на истрага се кривичните дела превземени од втората половина од 2009 година до крајот на 2013 година од лицата Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Ненад Јосифовик, Цветан Панделевски и уште 9 лица кои создале група за стекнување противправна имотна корист и перење пари. Зошто побаравте притвор и се одобри притвор за 5 лица, а не и за сите 13?
И на кој начин е поврзаноста во сите овие фирми кои што се Најмногу се јавуваат? поврзани преку правните лица кои се во нивна собственост или не се, или на нивни блиски лица. И трансакциите кои се правеле, кои им тешко може да се следат или не треба да ги замараме сега нашите гледачи во делот на тоа што се јавуваат повеќе правни лица врз основа на преку кои ги переле парите и ги однеле во стече. Тука е оштетувањето и повластувањето Зошто не на побаравте доверителя. притвор за Сашо Мијалков? За Сашо Мијалков има веќе мерки, како што и не сме побарале и за Никола Груевски, ќе се вратам, бидејќи има мерки и дека ги почитува мерките и дека се јавува на суд, сметавме дека е доволно и не смееме да тоа се бидеме покажа дека не е доволно, тенденциозни. бидејќи Никола Груевски веќе е надвор од државата. Па то, бидејќи сега веќе ќе се прават други проценки, можеби ќе се побара, но мислам дека не за Сашо Мијалков и за лицата и за предметот империја, но за некој лица Каква е можеби и за... поврзаноста, тоа е интересно за јавноста, меѓу Камчев и Мијалков? Бидејќи во едно интервју, токму Орце Камчев кажа дека тие немаат директни бизнес релации. Дали е тоа точно и Не е дали точно се тоа. негира во Не е вашите точно и тоа се предистражни потврдува со нашите истражни действија и тоа ќе се покаже и на суд, доколку покренеме обвинение, се надевам дека ќе покренеме, затоа ја водиме истрагата. И сето тоа, тие не се точни наводи од страна, дадени од страна на Орце Камчев. Она што е многу интересно е во А тоа и сите... се покажува, извинете, и по разговорите кои ги имаме во наша Имате собственост. директни разговори помеѓу Камчев и Мијалков? Нема директни, бидејќи тие не биле 20-та таргет, но имаме со поклопување на докази со разговори кои се водени помеѓу Орце Камчев и негови блиски лица, Така. кои биле таргет. Она што е многу интересно е што некако секаде се спомнува фирмата Ексико. Една сомнителна офшор компанија која што работи речиси без вработени, а која што во изминативе години се искачи на листата на најуспешни фирми во Македонија со милионски профити. Дознавте ли кој точно стои за оваа фирма? Па ние ќе докажеме кој стои позади оваа фирма и ќе докажеме и колку пари се исперени преку неа и кој ги присвоил тие пари. Можете ли да кажете во овој момент некаква првична? Првична сума е тоа што го замрзнавме имотот. На незина сметка има сега околу 10.000 евра, мислам, кои ги замрзнавме, а и уназад и во овој тековен период се уште се вршат трансакции преку неа, се вршеле трансакции кои ние будно ги следиме. Господи Јанева, сега е време за реклами, а ние ќе го продолжиме разговорот. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Само за вас, од 12 до 25 ноември, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Екстра кравјо сирење 1 килограм, 239 денари, плюс 100 поени. Мајонез Полимарк 650 мл, 79 денари, плюс 100 поени. Јогурт Light B-Milk 1 литар, 39 денари, плюс 50 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Кој ја користеше немоќта на бегалците за личен профит? Како функционираат каналите на нелегална трговија со ранливите деца и очајни родители? Маката на мигрантите се мереше во кеш, кој ја одредуваше цената. Македонски инсайдер открива каде завршија парите потрошени за бегалската криза во крикот за нов живот во Европа. Наскоро на 1 ТВ. Се враќаме во првата епизода на Правда и неправда од новиот серијал. Мојот гостин, како што беше најавено, е специјалната јавна обвинителка. Продолжуваме таму кај што застанавме, околу штетата и испраните пари. Рековте 10 милиони евра. Има на Ексико кои се замрзнати. Добро. А во однос на досегашните пари кои се откриени дека се со кој е оштетен буџетот се околу 10 милиона евра и тоа во првиот момент од 2002 до 2006 околу 6 милиона евра даноци кои требало да ги плати Орце Камчев со неговите фирми, со неговите блиски на Министерството за управата за јавни приходи или Министерство за финансии околу 6.000 евра, а потоа заедно со Сашо Мијалков и со Цветан Панделевски преку трансакции, преку АД Бетонштип се здобили со штета на државата околу 50 милиона евра, а истите се здобили со корис околу 4 милиони евра, што се ги поделиле преку фирмите кои ги имале. Тука е и Ексико. Тука е и Ексико. Во едно од последните интервјуа на Камчев беше споменато дека тој обезбедува плата за 3000 вработени, дека исплаќа бруто плати во износ од 32 милиони евра, придонесува во буџетот со 12 милиони евра, ЗИК Пелагонија дава приноси на ниво на Војводина. Прашањето кое што произлегува од ова е дали преземените мерки ќе имаат влијание на функционирањето на фирмите, особено онаму каде што има странски капитал. Не, апсолутно нема влијание на вработените, на функционирањето на фирмите. На Орце Камчев ќе има на неговата лична страст кон парите. Тоа ќе биде, значи, само тие пари што сакал да избегне данок на државата и кој не ги пријавил во своите како своји приходи, само тие
специјалното јавно обвинителство ги таргетира и сака истите да ги врати во буџетот на Република Македонија. Не е спорно тоа дека е тој најдобар. Што ќе се случува со долговите спрема фирмите со кои што соработуваат со Орка Холдинг? Па тие се повеќе фиктивни долгови. Сето тоа е фиктивно направено по Бидејќи веќе договори. постои страв кај многу фирми дека нема да можат да си наплатат некои преземени обврски, па дури вчера се слушна дека кризни штабови по банките биле формирани за да се престројат и да го гледаат развојот на станите. Не може така да се гледат тие работи. Прво, како што е и основно, Орце Камчев и самиот рекол дека он не е собственик на нидна фирма. Неговата мајка е на слобода. Зошто меѓу притворените не е мајка му, не се и сестра? Така одлучевме, проценките на нашите истражители беа такви дека нема опасност од бегство или влијание од страна на мајката на Орце Камчев, дека сепак е тој главниот што ги води овие трансакции и ги незаконски ги влијае да се работи во тие фирми и затоа го сметавме дека за него треба да се побара притвор и да биде осрнет од влијание на сведоци. Најавивте проширување на истрагата. Во кој правец ќе се проширува истрагата? Па и на други лица најмногу и на други кривични дела. За измама најмногу, за измама на доверители, на акционери во тој дел. На целокупното работење на Орце Камчев во изминатите години од 2010 наваму, а исто така и во периодот кој од 2013 до 2018. Но тоа мислам дека имаме околу 100 и тој го кажавме денеска, мојата колешка го кажа во суд дека имаме околу 100 сведоци кои треба да се сослушат за да се направи целата слика по предметите. Она што сакам да ве прашаме, дали некој крак од истрагата води кон плацот на Груевски наводно? Па тоа беше почетокот. Тие беа почетоците, бидејќи и така се отворени предметите. Бидејќи јавна тајна е дека плацот е во собственост на сестрата на Камчев. На сестра на Камчев, точно. Во тој дел имаме предистрага, но сепак мислам дека не би смеела во овој момент. Не би сакала ова да го користам, но сега ќе го искористам само во овој предмет. Не би сакала да дискутирам, бидејќи е на предмет на анализа и на другото обвинителство кое води на обвинителството за организиран криминал и корупција. Значи вашите колеги го водат тој предмет. А во предистражната постапка никаде не ви води пат кон Груевски, бидејќи сосема е јасно дека најголемите пари Орце Камчев и својата империја ја направи токму во време на владењето на ВМРО. Да, точно е тоа. Не водат разни патишта и ги следиме по парите. И тој дел е истражен во еден дел, во друг дел треба соработката треба да ја зголемиме со другото обвинителство во идниот период и затоа до сега би престанала да во тој дел. Не се плашите ли дека политиката може да замеша прсти и да се најдете на некој начин во средиштето на некакви партиски договарања? Бидејќи, ќе ве подсетам, не така одамна, токму Орце Камчев излезе со јавна поддршка на договорот со Грција и во своето обраќање до јавноста кажа дека го смета Зоран Заев за најдобриот премиер во Македонија и најхрабар. Што ќе се случи доколку Заев ви крене слушалка и побара да нема обвинение за Орце Камчев? Па не се случило тоа. И се надевам дека ќе бидеме над политиката. Така ја се однесуваме и така ја го водам ова јавно обвинителство без политички притисоци и се надевам дека така ќе остане.
Јас мислам дека доколку ми се јави господинот Заев, дека ќе му кажам дека тоа не е негова работа. И на секоја идна и поранешна власт, како што и реков и досега, не калкулираме и не анализираме политички ставови, туку само докази и во интерес на и водиме постапки во интерес на Република Македонија и во интерес на враќање на парите во Република Македонија, секој што се обидел на било кој начин да украде. Опозицијата ве обвинува дека сте продолжена рака на власта, дека ова дел е од едно смислено сценарио за уривање на ВМРО ДПМН, па дури дека на овој начин и со вакви случаи сакате да ја дефокусирате јавноста во име на политиката, додека се случуваат некакви крупни промени во државата за промена на име за договорот со Грција. Имате ли вие такво оптоварување? Јас немам такво оптоварување. И влегувате ли во калкулации? Никој пат не влегуваме во калкулации во однос на нашите постапки, тоа го докажавме и досега и со нашата транспарентност во постапувањето и со буквално нелогичните истраги кои ги изнесуваме во јавност во целиот период. Од почетокот па се до сега. Значи, јас не се плашам од нивните јавни празни муабети на сегашната опозиција. Јас само сакам со аргументи и тоа во судница да докажат дека не ги сториле кривичните дела. А лесно е тоа да излезеш пред камера или пред новинари да кажеш дека одработува, значи специјалното јавно обработува за некој или за нечии лични ставови. Не е точно тоа. Како го објаснувате тоа што во вашите истраги има многу малку поранешни или сегашни функционери од ДУИ, па дури дека имавме случај кога во една нова истрага беше споменат вице-премиерот Бујар Османи, па одеднаш некако тој дојде до документи и во тој дел истрагата се повлече. Не е повлечена истрагата, ни најмалку не е повлечена. Ке биде ли вице-премиерот предмет на тамошна истрага? Па истрагата трае, се уште. Значи, околу 10 истраги траат, меѓу кои и за пописот, и за осомничениот Бујар Османи. Во пописот не е осомничен господинот Али Ахмети, а имаме и други од други националности, од албанската националност и други предмети. Тоа е Титаник 3. Се уште што е еден актуелен пратеник е там. Меѓутоа, сепак се создава еден впечаток во јавноста дека вашиот главен фокус е на ВМРО, па дури постои некаква теза која што ја се застапува од Белата куќа на ВМРО, дека вие работите на уништување на партијата. Значи, јасно и гласно ќе кажам, јас не сум виновна, зашто тие самите се прислушкувале. Сами се прислушкувале, тие разговори се украдени и тие ги анализират. Доколку имаат некои други разговори, им стоам на располагање да ги дадат. Дали во разговорите има или зошто нема високи функционери од СДС? Нема такви разговори. Бидејќи на такви функции не биле лицата во тоа време кога се вршело најголемото прислушкување. Значи, ние ќе докажеме и има во текот на судењето ќе видите сите транспарентно, ќе се објасни кои биле таргети во целиот период и кои разговори ги има специјалното јавно обвинителство во предметот тврдина таргет. Во таргетираните личности беше Зоран Заев. Да. Долги години и долго време бил прислушуван. Не најдовте ниту еден материјал кој што го дискредитира или кој што наведува дека во времето кога бил градоначалник на Струмица презел некои незаконски действија? Па, буквално не. Буквално не. Има најразлични разговори и свесен е господинот, како и повеќето албанци, да кажам така да се изразам,
И повеќето и лица што се надвор од ВМРО биле свесни и дури многу често го кажуваат тоа дека знаат оти се прислушкувани. Има некои што се слушани нон-стоп од 2008 до 2015. Може би ние ги немаме разговорите, ама цело време биле ставени на слушани. Да не ги повторува некои професори или поранешни премиери, председатели и така натаму, а самите членови на ВМРО, самите министри во ВМРО не биле свесни, бидејќи не верувале дека им се случува тоа да самите се прислушкуваат. Кога го подготвувавме промото за вашето учество во вечерашнава емисија, прашањето што го поставивме е ќе дознае ли јавноста како ВМРО стана најбогата партија во Европа, која што се проценува на 60 милиони евро. Што се однесува до нас, ние ќе се потрудиме да ја дознае вистината, јавноста, бидејќи тоа е дел од случајот Талир. Да. Тоа е истрагата е веќе завршена. Известувањата се пуштени до лицата кои беа осомничени во истрагата. За дел од нив е завршена истрагата, запрена. За некои е проширена истрагата. Осомничени се 14 лица. Да, не се сите тие, помалку се сега. Што стана? Колку сте? Па не би можела да кажам сега, бидејќи има лица кои се уште им трае времето кои може да достават докази во свој интерес, бидејќи имаат известување дека е завршена истрагата и тие 15 дена траат, во кои имаат право да достават докази во нивна одбрана. Се уште траат тие 15 дена. Ги очекуваме и потоа ќе биде доставено обвинението за одредени лица до судот. Зошто одлучивте да замрзнете 69 недвижности, додека според податоците што беа објавени од Катастар, а ги објави БИРН, склучени биле 71 договор за недвижности. Дали веќе има отоѓување? Има отоѓување и има и опасности, бидејќи самиот господин Мицковски, кој е председател моментален на ВМРО ДПМН, рече дека ќе го продава имотот, а и знаеме тоа дека... ви беше сигнал за повторно да барат. И аргумент плюс пред судот, бидејќи, како што знаете, ние имавме поднесено предходно во 2017 година за замрзнување на имотот, но истото не беше одбиено од страна на судот. На судот и на Врховен суд беше тоа? На судот не, пред Врховен суд ние процесно реагиравме, бидејќи само процесно можеме да... Дали во тоа време не ви беше зрел предметот, па решивте да се... Можам да кажам малку уморни пристапивме кон барање на тоа. Тоа беше после поднесувањето на самите обвиненија, некако сметавме дека треба да го доработиме тоа, дека е наш недостаток и не сакавме да трошиме државни ресурси да се испитува на било кој начин некое право кое сметавме дека не е созреано. Кога веќе го спомнавте Мицковски, новиот лидер на СЈО, на ВМРО, ќе го искористам вашето присуство за да ве прашам за едно интересно меѓупартиско препукување. Имено во првото писмо што го упати Сашо Мјалков до Христијан Мицковски, го прашува, ќе морам да цитирам: кој ти издействува, Христијане, ти кој што беше ставен во предистражната постапка за предметот Талир во време кога беше генерален секретар, да бидеш тргнат од листата? Дали се испазари за себе, не само на грбот на другите, туку и на Македонија и уставните измени? Имало ли пазарења околу Мицковски? Не, само едноставно. Во времето кога е Мицковски генерален секретар на партијата, тој период не е предмет на обвинението Талир. Моментално. Тој е уште во предистрага.
во предистрага уште се води за тој период. За тој период се прибираат докази, а инаку за периодот во кој Мицковски не е генерален секретар ќе се подигне обвинение. Така што ви реков дека за некој лице што е подигна е биле во истрага, сега периодот е намален и за помалку лица ќе биде обвинението. Дали треба Ништо не е сменето за уште е предмет на анализа господинот Мицковски. Никој пати не е А хидроцентралите дошло дали се предмет на анализа? Не, и ние слушавме како граѓани дека има хидроцентрали. Дали тоа значи, ако добро ве следев, дека многу скоро може да се очекува и обвинение? Да, најскоро имаме и надлежност само воспоставена врз основа на предмет кој не е прибавено од основното јавно обвинителство, односно се работи за ревизорски извештај за работата на владата на Република Македонија во периодот во кој ние постапуваме по овие предмети. Значи таму станува збор за нелегално финансирање. Да. Остана да лебди едно прашање во јавноста кое што не се доби до крај одговор. Зошто адвокатот Додовски, кој што во една почетна фаза се јавуваше како бранител на сите кои што сега ви се обвинети во судска постапка, се повлаче? Па тој е сведок во овој предмет, бидејќи има добиено поголема сума на парични средства и веројатно одлука на лицата кои ги бранеше до тогаш треба да го прашате него, бидејќи ние се во еден момент само го снема господинот Додевски од предметите за кои претходно ги застапуваш и се појавија друга екипа на адвокати кои го заменија. Успевате ли да го следите протокот на парите? Успеваме, да. Сега веќе сте побрзо и подобро, бидејќи самото СЈО веќе има екипата е подобра, поквалитетна, позрела за работење и се надевам дека во текот на дниот период се подобро и поквалитетно ќе ги одработуваме предметите. Каква е вашата соработка со финансова полиција? Вчера ни беше гостин директорот на финансовата полиција. Тој се пофали дека имаат многу предмети во работа, па дури ексклузивно за нашата телевизија најави дека до крајот на годината ќе бидат објавени неколку големи финансиски истраги. Па се надевам дека е така. Господинот Арафат соработува со обвинителството за специјалното јавно обвинителство. Верувам дека соработува и со обвинителството за организиран криминал. Тој беше истражител, да, во СЈО. Работеше на повеќе предмети. Исто така работеше и новија предистраги со правните лица Финзи и Ексико. И мислам дека добро ги познава и нашите предмети во делот на финансиските истраги. И во секој случај соработуваме. Кога ги спомнавте фирмата Финзи, чиј собственик беше сега веќе починатиот Коста Крпач, колку информациите, податоците добиени од Коста Крпач ви користеа во составување на мозаикот и на она што сега ве води кон Ексико и кон фирмите на Орта? Прво не водеа разговорите. Морам да кажам, ние во моментот кога ги слушавме разговорите, видевме дека има основи да се сомневаме во фирмата Финзи, чиј собственик е, и тоа истото ќе го докажеме во предметот Тресор, кој се води пред судот. Дали го испитувате финансирањето на медиумите? Да, го испитуваме и тој дел. И што се случи со провладините медиуми, кои што во време на владењето на Груевски добива големи дотации од владеачката партија? Па тоа имаме и веќе истрага, нели, пропаганда. Мислам дека и таму во дел на
целосно, ако мислам дека се собрани писмените докази, останува уште да бидат сослушани сведоци, обвинетите, осомничените и мислам дека и таа истрага Еден од големите предмети кои што предпоставувам за кој што се знае дека вие во работа е Скопје 2014. Ке дознаеме ли на вистина што се случувало таму за анексите и колку пари, условно кажано, пропаднале во овој грандиозен проект на претходната гарнитура? Како што рековте, специјалното јавно обвинителство има повеќе од 30 на предмети кои активно ги работи. Пред истрагата Скопје 2014 се работи интензивно, но сепак се работи за голем материјал. Се уште се прибира материјал, се уште се селектира материјал, соработуваат сите институции со нас. Ки го работите селективно или парцијално или целосно? Целосно, така е одлучено. И самата анализа околу во една прилика, објектите. мислам дека вие изјавивте дека дури и цел мандат би можело специјалното јавно обвинителство да потроши на Скопје 2014. Верувајте дека не е ли тоа малку преамбициозен залог за СЈО и за вашите капацитети? Не. Во оваа фаза можам да кажам дека не е, бидејќи се совладува материјалот и соработката со останатите институции е веќе на завидно ниво и во тој дел селекцијата на материјалот оди со помош на институциите од кои бараме материјали за Скопје 2014. Така да тоа е добро во оваа фаза и мислам дека и тој предмет ќе се отвори во најбрз можен рок, но сепак предходно еве сега го работиме Италија и некои и Империја е голем предмет, сега повторно се вклучија другите обвинители во Империја. Секојдневно се насудени по еден, по два предмета, по три и тие се во завршна фаза, така да ангажираноста и посветеноста е на високо ниво во специјалното јавно Може да се обвинителство. очекува дека до крајот на годината ќе знаеме нешто повеќе за овој мислам предмет? да, дека уште малку треба да најверојатно мислам да би можела да кажам Каква е да. соработката со другите земји од обкружувањето, ако се знае дека многу од спомениците се леени во Италија? Имате ли соработка по пат на Меѓународната соработка, меѓународна соработка? е воспоставена, но сепак како да кажам, не се доволни информациите кои ги добиваме. Поточно за Скопје 2014. И се уште ќе истражуваме со податоците и документите кои ги имаме тука во Република Македонија. Се надеваме дека некоја подоцна фаза повеќе можеби ќе соработуваме со Италија. Се трудиме на секој начин, но не е вродено во плод тоа суштински за предметот да се добие некои Каква ви е директни импликации. соработката со Русија, бидејќи посочните фигури беа набавувани од Русија? Па сега баш денеска за ваша информација, еве денеска ги, како што кажа во претходното интервју, дека повеќе разговори кои беа на различни јазици, меѓу кои на руски, се дадени на превод на овластени лица. Денеска се стигнати истите, се предадени во специјалното јавно обвинителство. Во текот на следниот период ќе се распоредат да бидат изанализирани, па ќе видиме може има нешто за воштаните фигури кои се правени во Русија и таму. Не можам да кажам сега во тој период, не сме анализирале тоа. Само знам дека тука за гасоводот имаме разговори. За таа истрага што ја отворевме за гасоводот со поранешниот министер за финансии Ставревски, Милијан Киевски. Кажете ми, во изминатиот период многу се зборуваше околу обезбедувањето на парламентарното мнозинство и тоа што
8 пратеници од опозиционата коалиција го отворија патот кон уставни измени, па дури се зборуваше дека тие се предмет на партиски пазарења. Се плашите ли дека тоа може да има влијание на вашата работа, бидејќи дел од осомничените кои што се на некој начин и во вашите истраги се токму оние пратеници на кои што во овој драматичен период се потпира парламентарното мнозинство? Јас се надевам дека граѓаните на Република Македонија заслужуваат повеќе од тоа што досега се случува во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ. Сведок сум дека и порано тие се залагаа за Европска Македонија, да влезе Република Македонија во НАТО, и дека ќе има доволно причини и сега по денешниве наследни побегулјата Никола Груевски, дека ќе видат дека најважно е за Република Македонија да ги следиме тие ЕУ и НАТО предизвици кои се пред нас и треба да гласат во собранието заедно со опозицијата. Дали ова мислите дека ќе биде сигнал до некои пратеници, па и поранешни високи функционери за да соработуваат подобро и со судот? Поквалитетно и посвесно, бидејќи видео од да не се навраќам, бидејќи доволно кажа и господинот Чомовски, дека треба сите во интерес на Република Македонија, како граѓани на Република Македонија, како што сме тука, треба да гласаат за промени за уставните промени. А што се однесува до гонењето на некои лица кои пратеници од страна на специјалното јавно обвинителство, нема да биде што се однесува до мене предмет на калкулација. Како гледате на законот за амнестија и колку тоа ви е прифатливо? Знаете што, јас сум искусна во тој дел, веќе 20 години ја работам оваа работа, сум била сведок на повеќе амнестии, јас таму не можам да влијам. Тоа е сепак политичка одлука. И секој си ја носи таа политичка одлука спрема својата политика што ја води. Ние не сме политички орган, иако политиката го создаде специјалното обвинителство, сепак за нас најважен е кривичниот законник и законот за кривична постапка по кој постапуваме. Друго, политиката не е важна во нашата работа. Влегуваме во финалето на нашиот разговор. Јас сакам да ве задржам сега на две теми. Неодамна излеговте со еден посебен извештај за судиите, каде што покажавте со прст најдиректно со име и презиме на 4 судии кои што биле во директна спрега со извршната власт. Но тоа не даде резултат, немаше реакција од судскиот совет, а не се остварија ни вашите очекувања дека од морални причини тие ќе се повлечат. Што може да се направи конечно судството да се ослободи од корумпирани, меѓутоа и од судии кои што работат под партиски диктат, а се уште се дел и во одлучувањето и во самата врв на судската власт? Јас сметам дека треба да им се подобри финансиската состојба на судовите, како прво. Како второ, екипно и логистички малку да се подобри судската фела и да им се даде малку назначение во делот на нивната функција. Тоа е неопходно. И со тоа ќе се одважат, мислам, и веќе мислам дека има и напредок во тој дел, да се одважат и да покажат дека можат да носат квалитетни одлуки и да ги отстранат лицата, судиите кои се корумпирани или на кои им влијала извршната или законодавната власт во нивните одлуки. Јас верувам дека судството, доколку биде подобро финансирано и логистички подобрено, дека може да даде добри резултати.
Мислите дека проблемот е во тоа, во финансиите? Според малку се оставени на маргините на добро, може би власта, споредени со вас и вашата позиција. Споредени со целото обвинителство. И обвинителството да ви кажам, не само тоа. Не е во најдобра позиција. Знаете, еден судија кога губи волја, кога нема дактилограф, нема парични средства, нема средства со што да оди на увид. Сепак се губи еланот на луѓето во работењето. Морамо да го признаеме тоа. Така е. И мислам дека тука ги поддржувам. Мора власта, извршната власт да посвети повеќе внимание со тоа. А со тоа мислам дека и самите суди ќе се одвежат и ќе им кажат на некои луѓе кои дека не припаѓаат таму каде што се. Актуелниот судски совет не се одважи, не го направи тој исчекор. Очекувате ли дека новиот судски совет ќе поведе повеќе грижа и ќе се потруди да ги заврши оние постапки кои што се започнати, а во кои е посочен прво на првиот човек на Врховниот суд Јован Вангеловски? Се надевам дека ќе се случи тоа. Јас за мене овој судски совет е само проформа. Тој ништо не работи, ништо не влие на нивната ни критика, ниту Вие збор, бевте ништо. често пати на тапет на судскиот совет. Јас не се чувствувам дека сум на тапет, а тие се на тапет на цела Република Македонија со нивното неработење. И што побрзо да се смени, подобро за сите судии. Бидејќи и тие се обесхрабрени од начинот кај постапува самиот судски совет. Тоа е катастрофа, тоа не е совет. За крај, господи Јанева, неизбежното прашање околу статусот на СЈО. Вашиот мандат на телото завршува за 2 години, значи 2019 со можност да се продолжи за уште една година, 2020. Каде се гледате вие и вашите соработници во наредниот период или со други зборови, каков статус на СЈО очекувате? Па очекуваме продолжен статус во рамките на сегашната архитектура на обвинителството и структура? Во рамките на обвинителството, али да се задржи самостојноста, автономноста и финансиската независност на специјалното јавно обвинителство, да премине во траен орган на гонење на висока корупција. Колку е тоа можно ако се има предвид начелото на субординација, кое што ако за нешто важи, тоа е за обвинителство? Исто така ќе имаме дел од ингеренциите ќе преминат во, како се надеваме, како што се насоките на работната група и на Министерството за правда и насоките од Европската комисија, да специјалното јавно обвинителство биде под хиерархија и субординација на републичкиот јавен обвинител, но сепак да ја задржи својата автономија. На крај едно лично прашање. Каде се гледате вие себе си по 2020 година? Имаше информации дека сте имале амбиции да бидете шеф на обвинителството на местото на Јовевски и дека во последен момент ве предомислиле домашни меѓународни фактори со напомена дека прво треба да ја завршите работата со СЈО, па потоа да правите планови. Тоа не е точно. Јас никој пат не сум била во опција да бидам републички јавен обвинител, иако ми е подобрена соработката со господинот Јовевски позитивно многу во овој период и го поздравувам неговиот избор. Јас се гледам во идните 5 години се уште како специјален јавен обвинител, доколку бидам искрена. И се надевам дека ќе му биде продолжен мандатот на специјалното јавно обвинителство за трајен мандат. Инаку, после 5 години сигурно, еве сега така, неофицијално, официјално, можеби ќе треба некој да ме наследи, но јас се уште би сакала да бидам во специјалното јавно обвинителство како советник. Немам амбиции многу за промена. Се откажавте од намирата да бидете кандидат за градоначалник? Па тоа беше во тоа време. Да, за Гевгелија, за мојот роден град.
Тоа е една убава функција, што сметам доколку не се злоупотребува, една добра, благородна функција да бидеш во својот прв човек во својот град. Но сега веќе е премногу си ја, како да кажам, си ја негувам работата и сум се посветена на неа, за да можам да размислам на било што. И би сакала ова, бидејќи се уште овој момент, мислам дека е доизградено специјалното јавно обвинителство, дека тек сега, во периодот што следи, ќе ги имаме најдобрите резултати. Ово е специјално јавно обвинителство, би сакала да бидам начело на него, а потоа нормално со годините ќе мора да се повлечам и да водам некоја си друга помирна кариера во мојот живот. Ви благодарам за учеството во првата емисија на Правда и неправда. Јас се надевам дека им бевме интересни на гледачите и покрај тоа што го пробивме терминот за Правда и неправда повеќе од половина час, но навистина имаше многу актуелни прашања на кои што јавноста имаше право да знае и да добие одговор. Јас се надевам дека бев доволно јасно за публиката и секогаш сум на располагање да и ги објаснам работите кои ги работи специјалното јавно обвинителство. Граѓаните обично велат се е тоа во ред, оние што се огрешиле од законот да одат во затвор, но најбитно е да се вратат парите. Точно е тоа. Ке го дочекаме ли тој ден и ке почне ли да врти бројчаникот на Зоран Заев на триумфалната карта? Уште 17 милиона на предметот труст, потоа другиве што замрзнавме имоти, исто така се замрзнати и многу имоти од обвинителството за организиран криминал. Не е така, мислам, свет црно што се однесува до судството и обвинителството, но може би специјалното јавно обвинителство малку повеќе има пиар искуство, па затоа и е присутно во јавноста. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Конечно, за сите гледачи и фанови на Сергева Рошлија и Студио Мода, можност да си набавите мајца со препознатливите и вирални изрази на Сергеј. Хаштаг ке ми пукне